Пак ништо од ветувањата дадени пред 15 на дена од страна на вице-премиерот Кочо Ангјушев на работниците кои заминаа како технолошки вишок од загубарот Еврокомпозит. Рокот за повторна средба истече денеска, но овие луѓе ниту некој ги исконтактирал, ниту пак некој ги примил, заради што тие пак излегоа на улица. Да се донеси закон за да се исплата придонеси од премнините и тие знаат дека владата е виновна за ова ситуација во која дојде Еврокомпозит. Бидејќи директорите и поставува владата, значи не може директно, али индиректно е виновна. Купија време не излагаа вице-премиер, рече до 24 април ќе ви биде исплатени придонесите, 3 за останати плати и 20% од придонесите. За 10 до 15 дена пат ќе дојдам во Прилеп, што значи до денеска последен ден требаше да дојди. Ни се јави, ни дојде, па ни крева на телефони ние што му звониме. Ароганцијата на оваа влада се види на дело. Во очи не гледа, на состаноко и те лажа. Ни делува како еден раштиман оркестар. Вице-премиерот нуди отпремнина, 3 плати и 20% придонеси, да ни плати до 24. Директорот вика за 10 дена јас ќе платам отпремнина. Инаку на 2 наврати досега, по претходен договор со владата, од Еврокомпозит како технолошки вишок заминаа вкупно 154 работници. На првата група од 130 луѓе исплатена им е отпремнина само по 30.000 денари, додека на втората само по 5.000 денари, а секој работник треба да земе по околу 100.000 денари. Исто така, за близу 7 години не им се намирени ниту придонесите.